Единствена е оценката на присутните на првенството во шатор во Штип дека наместо бокс имаше циркус. Наместо фајтерски борби и песици на рингот во Штип летаа повеќе бели пешкери како знак на предавање на борбите. Племенитото вештина затаи во Штип и фрли дамка кон честниот однос на боксерите кои цела година живееја за еден убав финален крај на првенството. Па со оглед на денешните надпревари од честото коло на екипното првенство на Република Македонија, боксерскиот клуб Баргала беше фаворит за првото место, меѓутоа се одиграа некои игри на вагата, така да боксерите на боксерскиот клуб Баргала останаа со еден боксер во завршните борби од ово првенство. Сепак се оно што го постигна Баргала во изминатите 5 и клучувајќи го последното 6-то коло, сметам како тренер сум задоволен прво од таа страна дека со мои лични, собствени боксери го водев цело време првенството и тоа се млади боксери кои допрва треба да се докажуваат и кои допрва ќе види македонската јавност за какви боксери се знае и мислам дека нашите боксери во иднина ќе водат главната улога во екипниот шампионат и во поединечно првенство и на меѓународна сцена. Победник во сениорска конкуренција боксерски клуб Чаиро Скопје, втора екипата на боксерски клуб Алеко Огненовски и на третото место боксерски клуб Тернипе. Во младежка конкуренција првото место го освои боксерски клуб Чаири пред Пинк Пантер кој е втор и боксерски клуб Баргала кој го освои третото место.